офшоровите или даночните раеви се тема на ова издание на студиото на Нова. Според Global Financial Integrity од 2001 до 2010 година од Македонија се одлеале 4,6 милиарди долари, пари кои не се знае чии се и како се, и со тоа на оваа тема ќе разговарам со понешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев и со новинарот Ида Протугер. За вас прво, господине Гошев, овој период од 2001 до 2010 делумно сте, во еден период сте и вие гувернер во тоа време актуелен на Народната банка. Можете ли објасните што се случува, кои се овие пари кои си одат од Македонија некаде во некои офшор дестинации? Тоа не ги знам каналите како ги извлекуваат парите. Народната банка е банка на банките и банка на државата. Што прави приватниот сектор, како прави, тоа е работа која што треба да истражува надлежните државни органи. Постојат ли механизми да се утврди кои се тие пари, кај одат и зошто се одливаат? Јас не знам врз основа на кои проценки се, кои методологии и кои информации. Таа информација исто така ја прочитав. Не е неточно дека се изнесуваат илегално пари од речиси сите држави во светот. Не знам дали е таа бројка, дали е поголема, дали е помала. Само видов во бордот на ова Global Financial Integrity, видов едно значајно економско име, што јас лично не сум читал трудови од него, но читав во литература економска од странски значајни економски имиња како го цитираат. Пред основно тоа помислувам дека не е тоа, можеби некое несериозно друштво. А како они доаѓаат до таа бројка, а ние ја немаме? Имаат некои посебни информации, посебни канали. Веројатно знаат по одделни земји колку пари лежат во овие така наречени даночни раеви и прават некакви проценти. Мене не ми е познато тоа. Меѓутоа евидентно е дека со развојот на процесот на глобализацијата се намножија даночните раеви. Тоа е еден од негативните производи на глобализацијата, но не е глобализацијата виновна за овие даночни раеви, туку е виновен процесот на деградирање на демократијата во светот, односно зграбчувањето на политичката власт од страна на корпоратократијата, на така наречените специјални интереси, кои што де факто управуваат со политичарите, со владите, или имаат огромно влијание врз нив. Ида Протугер, вие следевте оваа материја, во неколку наврати сте пишувале, дали постои предпоставка од каде, кои се овие пари? И како Global Financial Integrity доаѓа до оваа бројка и овој податок, а тука во Македонија, еве како новинар, не можете да дојдете до тој податок? Видете, значи самите офшор компании што се отворени во тие така наречени офшор зони, не е тоа незаконски, нели? Мислам, легално може вие да си отворите. Проблемот е мотивот. Ако вие не сакате да се види сопственикот и нели сумата на пари што ги префрлувате, значи имате некој мотив да се криете. Така? Значи може да се криете бидејќи не сакате, не знам, другите да дознаат каде се имате фирми, колку е вашето богатство, или пак нели на народски кажано, ако си имате мувата на капата, односно ако на нечесен начин сте ги заработиле парите и ги префрлувате, практично ги криете во тие така наречени. Тоа се таму банки. Не, таму се отвараат компании, таму ви е гарантирана тајноста. Значи на колку и банкарските сметки и собственоста на вашите компании, значи е загарантирана тајноста. Сега нели некои земји кога почна економската криза, почнаа да бараат од тие така наречени даночни раеви, па дури од швајцарските банки да почнат да ги откриваат, нели, за во насока на поголема етика. Народна банка не ги пресметува
инвестициите на Република Македонија во странство. На тој начин нели би се видело колку се пари излеваат по тој основ. А ова е практично доаѓа како наша македонска инвестиција, да речеме, нова пишува деновиве за офшор за компании на македонци во Панама. Тоа значи Панама има странски инвестиции од Македонија. Да, така би требало, меѓутоа Народна банка нели тој сајт им е во изработка, не знам веќе повеќе години, веројатно се обидуваат да направат некоја методологија, мислам тоа е моја претпоставка. Меѓутоа на страната каде што се директни инвестиции во Република Македонија, можете ги регистрираат и приливот и одливот, бидејќи во текот на во целата година, на пример во прв квартал од Сент Винсент и Гренадини се слеале толку и толку милиони, во вториот има одлив. И по тој принцип јас еве ги вадев чисто за вашата емисија. Значи, ланската година за 2013 се заклучно со третиот квартал, ги нема годишните до крајот на годината. Се слеале во земјава 3 милиони евра, се одлеале 28,5. Значи 3 милиони од каде? Се слеале, значи, од даночните рајави во Македонија како инвестиција 3 милиони евра, а се одлеале, односно од кај нас во тие даночни рајави излегле 28,5 милиони. А се знае кој ги внел како инвестиција? Не се знае. Мислам, нема и тие се нели самите само како прилив и одлив ги регистрира Народна банка од таму, така? Како трансакции. И сега за 2012 знаете колку беше кризна година кога паѓаше индустриското производство, цела година кога беше страшна година. Значи постојано во текот на годината си имало приливи и одливи од овие ние, значи и во најкриза си имам многу добри релации со овие земји, со офшор дестинациите. И значи од вкупните инвестиции од 72,5 милиони евра, многу беше слаба 2012. Кои се слеани во Македонија? Да, од вкупните инвестиции, значи сите што се како странски инвестиции. Како странски инвестиции биле 72,5 милиони евра, а од офшор дестинацијата се слеале 32 милиони евра. Кои се дел од тие 72? Речиси половина од странските инвестиции се од овие офшор зони. Тоа сакам да ви кажам. Господин Кочев, како може да не се знае Народната банка да не може да утврди кој инвестира? Податоците за тоа, за инвестиции надвор и инвестиции внатре, регистарот го води Министерството за економија. Значи Министерството должни се инвеститорите да пријават. Ја води како бројка? И како ентитет? Да, и како ентитет. Да. Значи тоа треба да го знае Министерството за економија. Значи Министерството за економија во случајот би можело по законот се должи. Би требало да знае кои се тие фирми кои компаниите, вложиле и инвестирале 32 милиона или колку рековте во Македонија од овие офшор дестинации. Компаниите се должни да го пријават тоа. И тие што внесуваат, и тие што изнесуваат инвестиција надвор. Меѓутоа мислам дека нема некои посебно сериозни санкции. А ми се чини дека казната е на прекршок. Доколку не даде информацијата. Не даде информацијата и згора на тоа некој доцнат со месеци, може би и повеќе од преку банкарските да ја пријави. Кај Народна банка го има ова вида што го. Да, значи некои фирми него само приливите. Од каде се приливите, кои земји се приливите, кон кои земји има одливи, тие податоци ги има Народна банка. Некоја година биле. Министерството за економија во случајот нема обврска на Народната банка да ја достави информација? Не. Може да се прави размена на податоци, меѓутоа тоа е според законот. И дали се обидела врз основа на законот за пристап до информација од јавен карактер, дали би можело да се добие ваква информација? Кои се странските инвестиции од Белизе во Македонија? Треба да се обидеме бидејќи немаше, нели ви кажувам, ние се подпираме на информациите од Народна банка за овие приливи и одливи што ви ги кажувам. Сега првпат вашите новинари нели доставија конкретни документи за конкретна фирма со конкретни собственици во Панама. Значи ние знаеме колкав бил приливот во Панама се има во сите овие години се провлекува како инвеститор. Значи се одлеваат, се слеваат. Ги гледам најмалку околу 2 милиони евра секоја година. Така. Кога бев имаше обид да се платат пари од Белизе. Она руската банка што беше формирана своевремено, повеќе како Руска банка формирана во Македонија. Да, добро, да. Газда беше некој Смоленски. И ние баравме банката да се докапитализира, да исполнуваше условите.
за безбедно работење. Тој понуди 10 на милиона, 8 милиона понуди да капитализира од Белизе. Пари од Белизе. Од Белизе. Да. Ние се разбира, не го прифативме тоа и му рековме, можеш да платиш од било која држава во Европа, било која банка. А зошто да не од таму? Затоа што тоа се пари неоданочени. Тоа се неоданочени пари. Не се знае потеклото. Не се знае потеклото. А доколку ви покаже потекло на тие пари, не можете да го дискриминирате по основа на географска... Не, ама да, не се знае, може ако да се сака перат да пари. покаже легалитет на парите, ќе го направи со било која европска банка, на пример, со било која англиска, со било која американска банка. Он нема да носи пари во Белизе. Добро, ако добро ја разбирам, државата доколку сака има механизми да установи кои се овие 4,6 милиарди кои патување на мамуната. Па јас сакав да ви кажам конкретно за вашиот, да речеме пример што вие го отворивте, нели, за фирма на синот на поранешниот министер за финансии Стојменов. Отворена во време кога тој е министер. Во време кога министер, тука има три аспекти на тој проблем. Значи, еден аспект е дека таа е отворена во време кога нели тој бил министер за финансии во една сериозна држава, веројатно тоа е етички би требало да се проблем. провери дали би требало да се провери дали неговиот син навистина имал такви бизниси, не знам колку била таа сума што се колку тежела условно речено таа компанија во Панама, дали навистина е тоа од профит на некои нивни бизниси или се работи за неосновано несразмерно богатење што може да се поврзе со злоупотреба на службената положба. Тоа државните органи треба да го проверат. Не знам кои се механизмите, меѓутоа нели во сериозна држава управа за јавни приходи како проверуваше дали можеш со плата нели да стекнеш таков и таков имот, ако сметаат, ако утврдат дека не, ве оданочуваат со 75%, нели според законот е така. Тоа е првиот аспект, значи дали постоело неосновано и несразмерно богатење поради злоупотреба на службена положба, што би требало да се исклучи. Второто, вие во вашиот текст спомнувате дека името се поклопува со снаата на Стојменов, која пак е во Министерство за правда, координатор и токму во делот за корупција. Да. Значи има судирни интереси, тоа е вториот аспект на тој проблем. Значи едноставно имаше не индици, него нели се зборуваше дека многу пари се излеани на тие офшор компании на офшор дестинација која беше приватизацијата. Очигледно дека тука имаше луѓе што се збогатија од директори стана собственици на фирми и тие пари се излеа. Меѓутоа тој тренд не престанува со приватизацијата, него тоа баш еве гледаме дека во најкризните години се одлеваат, се слеваат пари, значи. Да, најмногу пари се одлеани од 2007 до 2010 година. Да, тоа се сега последниве години, тоа од 2007 до 2010 година беа најкризните години, нели во 2008 дојде кризата, 2007 не, нели беше година пред кризата. Така што мислам дека за тоа да се утврди, да се најде механизам, треба политичка волја. Значи ние во Македонија не функционираме нити како пазарна економија, нели ние имаме еден вид на договорна економија. Кој сака, не сака да кажам дека кој ќе одлучи власта, тој води бизнис, така? Значи исто е тука, ако сака да проверат, да може да се провери, меѓутоа дали има политичка волја. Се додека тој коалициски партнер на власта, јас не верувам дека ќе се расчистат овие дилеми, нели, и дека ќе се проверува. Исто и за сите други слични случаи каде што се на некој начин луѓе блиски до власта или значи ние така сме покажале дека немаме силни институции и децентрализирано владење на силни институции, власт под контрола, туку на една група на луѓе кои се најмокни како центар на моќ, а институциите се сосема слаби ставени под контрола на тие луѓе. Доколку државата сака, би можела да знае. Да, доколку немаме ние заробена држава. Доколку сака да истражува. Еве вие бевте и министер за финансии во период 2002-2004 година. 2003 бев сам. Да. Дали ви имате фирма на некојот офшор компанија? Во Панама не ме регистрира. Не. Да, Министерство за финансии можеше ли нешто да направи? Не, прво со надлежни државни органи, ако решат да истражуваат, они можат да дојдат до потребните информации за евентуалниот нелегалитет на тие пари. Зборуваме за 4,6 милиарди, би требало да е интересно за една држава да го истражи, особено кога се радува на странски инвестиции од 70 милиона годишно. Значи, овие даночни рајеви се производ на корупираноста на политичката власт
тие се во согласност со политичката власт во сите држави, тие се производ на отсуството на транспарентен демократски процес во сите држави. Еве ќе ви кажам само еден пример. Google, знаеме сите кој е што е, 2006 година, има склучено тајна спогодба со Internal Revenue Services, американскиот, нивната управа за приходи, да може да формира фирма во Ирска, да може да формира ланец на Бермуди, со кој што, каде што ги чува огромниот дел од профитот од Европа, Азија и Африка. Во таа година биде 12,6 милиарди евра, кои што се чуваат на Бермуди, од приходите од овие региони, им дава право на Google, на ова во Ирска фирмата формирана, да си пресметуваат некомерцијални цени на интелектуалните услуги кои што си ги вршат меѓу себе, бидејќи таму е капиталот пред се интелектуална услуга, али интелектуалната услуга бидејќи потекнува од фирмата во Америка, и сосема е логично таму да се слеваат профитите. А меѓусебните книжења и транзакции што ги вршат, и треба да бидат по реални комерцијални цени. Значи, тајна спогодба е заклучена. Што значи тоа? Дека некој е купен во американската служба за администрација за собирање на податоци. И тоа е тој корпоративизам кој што ги има јавните финансии и креацијата на економскиот и политичкиот систем ја прави, и заради тоа ние имаме криза на демократија речиси во целиот свет. И тоа воопшто не е проблем, ова е утврдено во извештај специјално подготвен кога се испитувале состојбите на финансите на Google. Тоа е утврдено, тоа го цитира Джефри Сакс во најновата книга Цената на цивилизацијата. Значи тоа го има, тоа го читав летоска, ја читав книгата, и го има наведено како е направена мрежата за циркулирање на парите. Ако американската администрација сака да утврди избегнување на плаќање, она тоа може да го направи. Ако македонската администрација власт сака да утврди што се случува на овој терен, таа треба да покрене еден истражувачки процес. Се разбира, не е тоа така лесно, брзо, меѓутоа тука се да објасниме. Дали тие пари, тоа се пари кои одат во куферчиња надвор, одат од Македонија на авион па во Белизе или Панама или не знам каде, или одат во преку банкарска транзакција. Значи од банка во Македонија се префрлаат на сметка во банка на име на фирма во Панама. Не знам, веројатно сите операции, сите можни патишта ги користат. И јас не сум во тој бизнес. Дали се оданочени или не? Да, ако се или се ослободува, прикаже како инвестиција, нема да плата данок. Ако се прикаже како инвестиција, ако се одлет кога се одлева како инвестиција, ама не знаеме ние дали се таму точно инвестиција. Така е прикажано. Тоа има на сметката таму. Тоа се знае дека има на сметка. Треба да се истражи процесот на кој начин, од каде има сметка, има и фирма, така што мислам од друга страна зошто па да нема фирма некој во Панама. Па не формира. Не е илегално. Јас мислам дека некои компании некој ќе рече еве таму има поволни бизнес услови, бизнес клима за да. Британските девствени острови се формирани од крупниот капитал, од крупната политика на Англија. Тие знаат кои се капитали таму доаѓаат. Кога списка Европа во врска со таквиот начин на работење, во врска со Кипар, кога Кипар ското банкарство банкротираше преку. Кога се претера. Кога требаше да го спасуваат. Па затоа решението ги токмеа дали ќе добијат руските таму штедачи или нема да добијат со оној бейлаут што го викаат спасувањето со јавни пари. Да. И сега тука беше голема драма околу тоа. Путин реагираше, Медведев реагираше во врска со тие мерки дека ќе бидат оштетени руските штедачи, бидејќи руски капитал има огромен на Кипар. Не исто така пред некој ден, не знам дали пред некој ден, не знам, можеби месец дена имаше една информација дека од Македонија има
од 300 имења кои што добиле кипарски пасош. 300. Од Србија има помалку. А што ќе има кипарски пасош? Ќе стануваат државјани. Нели сега со кризата им дадоа поволности И добиваат пасош само по основа на тоа што има фирма? Не треба да вложат. Тоа е од ланската Америка. Да, известна сума, да. Беше објавена и сумата сега не. Знаете што, сакав да кажам, клучната разлика што треба да се направи за македонските граѓани што е важно. Затоа што некои на пример компании, странски инвеститори, не знам, дивидендата ја вадат, ја префрлаат таму, сакаат да избегнат да заштедат, да не платат данок. Значи и државата, нели, ако сака и тука може да направи некакви контролни механизми. Меѓутоа клучното е дали македонските граѓани се оштетени или не, бидејќи законските да отвори фирма. Меѓутоа ако некој како министер неосновано се збогатил и парите што да речеме биле на државата ги префрлал, односно се крадела државата, нели најгрубо речено, и се префрлал, тоа се оштетени македонските граѓани. Така беше во приватизацијата. Значи сега ние од овие сите текови и вие што ги споменувате милиарди, ние не знаеме колку се, да речеме, некаква злоупотребена сума на пари. А колку се, да речеме, пари што каде што инвеститори да реално некој најлегално сакал да си да. Да, се најлегално баш таму да инвестираш, нели не, има мора да имаш мотив. Дали сакаш да некој мотив, да, што знам, да отвориш. Не може да се каже дека сите пари што се наоѓаат во се илегални. Вакви држави дека се илегални. Да, тоа не може да се каже бидејќи некои од овие мали државички, Кипар стимулираше таму. Даночниот систем е направен така. Нудат помолности за да може да инвестираш во реален бизнис. Да, значи затоа не може да се каже дека сите тие средства таму дека се нечисти пари. Да. Меѓутоа треба да се истражува. Постојат да многу сомнежи во целиот свет, затоа цела иницијатива сега има и британскиот премиер Дејвид Камерон презема опрска да овозможи да изврши притисок за да тие се откријат, да бидат достапни податоците чии се сметките на сите тие разноразни острова и еве многу не знам угледни имиња имаат адреса на живење и фирмите им се во Монако. Затоа што имаат таму полоноци. Има колку тенисери има, таму се пријавени со место на жителство. За да бидејќи помали се даноците од Македонија. Да. Не од Македонија, од светот, големи имиња. Големи имиња. Јас мислам дека и Џоковиќ има таму место на боравок. Мислам дека и Џоковиќ има место на боравок. Затоа ви кажам, ако некој на пример тука бил на функција, а имал фирми, не знам дали во даночни раеви или во странски земји, тоа стварно треба да се испита, да се види дали има злоупотреба, инаку меѓутоа таа е прва индикација за службите, прва информација дека може да. Да, на пример индикација за службите би требало тука во Македонија да биде и за Собратаро и Шум, се води процеси таму, викаат дека на незаконски начин, не знам, стекнал нели одредена сума на пари, процесот што се води таму. Нашите служби би требало да бидат ангажирани да го проверат текот на парите, што влегува, од каде влегува, дали е тоа, дали се тоа нели чисти или проблематични пари, меѓутоа не знам, не видовме ние нели цело време изјавите на нашите надлежни се дека нив ги интересира само инвестицијата тука. А со кои пари како ќе се инвестира? Тоа е прашањето за мислам ние обично се прават цели приредби околу странските инвестиции, но еве за пола пари од странските инвестиции лани кои се дојдени од таму никој никогаш не објавил. Тоа не се води повторно прашање во Народната банка, инвестирал таа фирма. Тоа може да биде индикација. Тоа може да биде индикација дека пари нелегално изнесени од Македонија сега се враќаат од таму за да влезат во процесот на легализација. И кои ќе дојдат како инвестиција, тие се еве на пример за ланската година од Девствените острови во прв квартал се внеле 1,68 милиони евра, па во втор се одлеале 110.000, па во трет квартал билансот е 2 милиона 52 во плюс, нели, на контото на Македонија. Значи не е тоа на пример еднократно се враќаат, него постојано си има, ние не знаеме која е конечната сума што лежи на тие фирми, али постојано си има прилив. Како и да е, Македонија не е земја без пари, според овие бројки. Македонија има помалку пари од другите заради вкупниот капацитет, заради нашата вкупна неспособност да се надпреваруваме со оние што знаат да прават повеќе пари, но тоа воопшто не
не е аргументот за да се каже дека нема нерегуларни пари. Овие 4,6 милиарди се профит остварен во Македонија, па се излеал надвор? Не мора да значи. Не мора да значи. Да, не. Мислам, не знаеме ние, може се дел од приватизацијата, дел дивиденди што ваделе, па после тоа ги внеле и ги Но тоа е инвестирале. сепак некаков профит. Не- Некои пари кои се заработени. Профитот да, значи Некако. Да, некако. Да. Значи не може нешто што не ви е профит, како ќе го изнесете? Како и да е, тие се пари создадени во Македонија. Ова институција тврди дека се одлеани нерегуларно 4,6. Прашањето е како дошла до... Дали се влезени еднаш, па повторно излезени? Не, треба Тоа да не- видиме Тие констатирале да, дека како дошле до- излегле. А сега дали дел од тие пари се вратил преку... Да. Ние тие бројки јас на Преку овие пример не податоци. знам, може само како готова Да. бројка да земам. Јас ги гледам во овие што се приливи од Не, нема начин друг За крај да ме прашам, освен еве истражување по секако објавувањето и на ова што беше одамна и извештајот на Global Integrity, ова што нова го објави за фирмите во Панама, па е ова што ние го зборуваме, која институција би требало да изреагира за да евентуално провери, за да добиеме по-прецизни информации за што станува збор? Правата за јавни приходи, финансиската полиција. и дирекцијата за спречување на перење пари. Меѓутоа, ви кажувам, пак е проблемот наш институционален. Ние имаме слаби институции кои не реагираат, еве дури ви јавниот обвинител гледате дека никош не реагира по некој допрен глас или нешто. Значи, ние едноставно повторно ќе кажам, политичката волја е клучна тука дали сакаат или не сакаат ако тоа истражат. Инаку има институции, но тие се слаби, тие под Добре, ние како јавност нашиот дел. Да. И благодарам што сте гости. благодарам.